Со повик за одговорност во Кочани треба да почне уште еден марш за ангелите, како почит на луѓето кои загинаа во пожарот во дискотеката Пулс. Во Кочани е Викторија Јованова. Викторија, речи си, 3 месеци по трагедијата, семејствата на загинатите маршираат низ градот со повик за институционална одговорност. Така, Марија, веќе 9 марш на ангелите овде во Кочани. Тие понатаму бараат одговори и одговорност од страна на институциите за најголемата трагедија во земјава која што се случи на 16 март. Во 16 часот и 5 минути се очекува да почне 9-тиот марш на ангелите кој го организираат семејствата на загинатите. Поворката се собира овде во паркот на Револуцијата, а потоа се движи кон зградата на општината, полицијата и го завршуваат кај обвинителството. На претходниот марш семејствата на загинатите ги свиркаа институциите, а исто така информираа дека формирале Сдружение на граѓани 16 март, преку кое што ќе бараат одговорност, исто така и правна помош како пред нашите институции, така и пред меѓународните институции. Од она што можеме да издвоиме во текот на минатата недела, тоест пред 2 дена, владините институции излегоа со бројки колку средства имат пристигнато до семејствата на загинатите и секако на повредените во дискотеката Пулс во Кочани. Според директорот на Созара Ивица Томовски, од резервите на државниот буџет биле издвоени 30 милиони денари, од кои 21 милион се веќе потрошени за транспортот на пациентите, како и за сместувањето на блиските на повредените кои беа транспортирани во странските болници. Генералниот директор на Црвениот крст Сеат Сеити рече дека до семејствата на загинатите и на повредените веќе се трансферирани 107 милиони денари, а додека деновиве се очекува да бидат дистрибуирани дополнителни уште 49 милиони денари, кои треба пред се да пристигнат до семејствата на повредените деца. Она што е позитивна вест за повредените деца е дека во вторник ќе пристигне и компресивна облека за нив, која се обезбедува од страна преку Сапорт Кочани. Пред да дојдеме овде на линкот, разговаравме, бевме во Сапорт Кочани кај волонтерите и да го видиме она што тие има да го кажат за нивната хумана работа. Како представници на иницијативата Супорт Кочани, чест ни е, но и обврска да информираме транспарентно за досега сработеното. Искрено сме благодарни, затоа што она за која зборуваме со месеци, конечно добива една реална форма. Проблемите на нашите сограѓани се слушаат и препознаваат. Досега се собрани вкупно 600.000 евра, како што кажавте, донирани преку нашата платформа и директно на сметките на лицата кои се објавени на сајтот. Од останатите донации, над 2 милиона денари се уплатени на заедничка сметка, средства кои се уште не се распределени. Над 2,5 милиона денари се донирани директно на наменска сметка на Општата болница Кочани. Обезбедена е следната опрема: една хипербарична комора, 10 клима уреди, една целосно опремена соба за физикална опрема, над 400 силиконски лепенки за повредени, над 500 лекови, креми, завои, медицински помагала, 113 ваучери за онлайн шопинг во вредност од 20.000 денари. Компресивните помагала пак ќе пристигнат во понеделник. Целото ова е распределено на Општата болница и на семејствата на повредените и починатите во пожарот. Активни си дополнителни проекти, како што е Центарот за психосоцијална поддршка Супорт Кочани, кој е финансиран од АЕДЕН и истиот е во финализирање. 1 милион и 500.000 денари се собрани преку аукцијска изложба во Домот на културата Бели Мугри, 600.000 денари
од хуманитарен концерт на Тамара Тодевска. И оваа статистика зборува гласно дека нашите сограѓани не се сами. Ние сме тука и ќе бидеме тука за нив, закочени со работа како и досега, која е и ќе остане суштинска и транспарентна. Проблемите веќе се слушаат и препознаваат и сме навистина благодарни за тоа. Меѓутоа, да бидеме реални, донациите се намалуваат, иако предвидено е да се вратат околу 10 пациенти, меѓу кои ќе бидат пациенти со ампутации, на кои навистина ќе им е потребна помош, се уште донации, па се надеваме за, како што спомнавте за печалбарите, дека тоа се едни општествено одговорни граѓани кои ќе ни излезат во пресред нас и на сите оние на кои е потребно со нови донации кои навистина се од големо значење и ништо не застанува овде. Навистина е потребно тоа да остане како и до сега и да продолжи со вакво темпо. Властите уверуваат дека македонските болници имаат капацитет за рехабилитација на повредените пациенти во Кочанската дискотека. Според податоците кои што ги изнесе Сашо Клековски, директор на Фондот за здравствено осигурување, 187 пациенти биле регистрирани првично како повредени, кои биле хоспитализирани низ болниците, од кои 116 биле во странските, а останатите пациенти во македонските болници. Од понеделник се очекува да пристигне и тим од лекари од неколку клиники од Скопје, кои што ќе им помагаат на лекарите овде во Кочанската болница.